дека треба да ги одвоиме аргументите на механиката, правната механика, како ќе се спроведе законот и неговата легитимност, односно законитост и уставност, ако сакате. Законот најверојатно ќе забрани кандидирање на пратеници кои имаат двојно државјанство. Теоретски постои правна можност да се одземе мандатот и на сегашните пратеници со законот, но тоа би била повреда на правната сигурност на пратениците, бидејќи тие правила не важеле кога се кандидирани. А тоа е ретроактивно, значи така е, тоа е теоретски возможно да каже законодавецот, ние ќе ги укинеме мандатите, ќе се пополнат местата со кандидатите следните на листа. од листи, меѓутоа тоа ќе го внесе сегашниот пратенички состав во една сериозна правна дубиоза. И тоа што се однесува до механиката, најверојатно законот ќе забрани кандидирање, односно кога ќе се кандидира во Државната изборна комисија, ќе треба некаков доказ дека има само едно државјанство. И тоа е некаква правна механика. Меѓутоа, мислам дека треба да го поставиме прашањето на правичноста, па ако сакате и уставноста на тој закон. Јас мислам дека е тоа премногу ограничувачки. Без оглед на тоа што мислам за пратениците и хипокризијата за борбата со Бугарија и бугарското државјанство. Видете, македонското државјанство ви гарантира дека можете да учествувате во правниот поредок и во политичкиот живот. Дали имате второ државјанство или не треба да ја интересира државата, бидејќи тие сега ќе ограничат државјанство за пратеници, а второто државјанство не е ограничено за министри. А министрите имаат поважна функција од пратениците. Ако е борбата да се расчисти таа магла околу тоа антагонизмот кон Бугарија, а тајно бугарско државјанство, какви што имаше обиди, можеби е доволно да оние кои се избрани и именувани функционери, доколку имаат второ државјанство, да мора да го декларираат. Вие не можете да им... Јас сметам дека е противуставно да забраните учество во политичкиот живот само затоа што некој има и друго државјанство покрај македонското. Па подјаволите, тоа не му ги укинува правата од македонското државјанство. А правата од македонското државјанство се да избира и да биде избран. Така што можеби во таа смисла е доволно да се декларира второто државјанство, по јавноста да суди дали на тој политичар ќе му верува или не. На страна што јас мислам дека постои хипокризија околу бугарското прашање и бугарското државјанство. Но мора да имаме предвид каков е нашиот правен поредок.